Добре дојдовте сите на Квинтастичниот подкаст, малку поразличен од сите претходни. Денес се нурнуваме во многу посебна тема која резонира со енергијата на новите почетици на самотрансформацијата. За подготовките на следниот кругот број 4 во духот на нова година, наместо да поставуваме резолуции кои би изгледале до февруари, ние изработуваме нешто на вистина многу длабоко, квинтастична новогодишна резолуција која се потпира на древни пракси и алатки кои ќе ви овозможат да направите вистинска трансформација во своите животи. По изминатите женски кругови имавме море од барања за мешовити кругови и за мажи и за жени, а додадено на тоа па имавме и безброј предлози и од клиенти кои присуствуваат на круговите и од оние кои присуствуваат на круговите, но и од клиенти со кои приватно работиме, имавме безброј предлози да создадеме круг за отварање на полето на изобилство, за финансии и пари, па решивме да ве послушаме. А кога ако не пред нова година? Ако размислувам за изобилство, за богатство, за финансии, за движен и недвижен имот, не можам да не го обелоденам бунарот од каде потекнува сите овие потреби. И во суштина, се во ова лежи и станува збор за потребата да создаваме живот кој е избалансиран и исполнет и длабоко усогласен со тоа кои сме ние и како и кон што се движиме во нашите животи. Епа вака ја ткаеме методологијата за кругот број 4, квинтастична нова година, најдобра до сега, црпејќи од вашите реални потреби и преференции. Иако сум искрена, а сум, не очекував ни самата дека ќе излезе вака како што се пројавува и сум бескрајно радосна. Радосна сум што креирајќи го овој круг по ваше барање, канализирам древни алатки за кои баш имам и живо искуство и имам голема страст да ви ги представувам, имајќи во предвид колку само се must have, колку се неопходни за сите нас кои сме решени да ги земеме животите во сопствени раце. Среќна сум да ви го представам ова премиум искуство кое ќе се случува на 4, 12 од 17 и 15 часот во просториите на Граѓанскиот ресурсен центар во Центар. Дозволете ми да ве одведам на патување инспирирано од некои од најмоќните алатки и покрај тоа што се древни пракси, но преторочени во алатки и рамки кои се многу познати и во личниот развој. И сега ќе поминеме низ сите една по една. Замислете да стоите пред големо шарено тркало. Видете го тркалото. Ова е тркало на животот. Едноставно, но трансформативна алатка која ни дава птичја перспектива на целиот наш живот. Од кариера и финанси до врски и спиритуалност. Секој сегмент представува суштински аспект на тоа кои сме ние. Се сеќавам на првиот пат кога го користев тркалото на животот. Тоа беше, како да го гледам мојот живот под лупа. Некои делови светкаа силно, додека па други, па да речеме дека им требаше малку повеќе TLC. Оригиналното тркало на животот не е алатката која ќе ви ја представиме на нашата обука, но е нешто за кое треба да одвоиме сериозно многу време, посветеност, па и пракса. Тркало на животот на санскрит е Бахва чакра и варијации на оваа мандалична слика се наоѓаат на зидовите на будистичките храмови широм светот, не за џабе, и овие слики се обично во близината на влезната врата. Иронично, ова тркало на животот го представува циклусот на самсарата или циклусот на страдањето. Живот, смрт и повторно раѓање. За да ги разобличиме овие символи и слики во тркалото на животот би ни било потребно на вистина многу време, но сепак вреди да забележиме што е во центарот на тркалото. Во центарот на тркалото се наоѓаат 3 животни: змија, свиња и петал. Овие 3 животни го представуваат она што се нарекува 3 отрови. Во будизмот овие 3 животни ги представуваат 3 клучни отрови поради кои ние не можеме да излеземе од циклусот на страдање или од
тркалото на самсарата. Циклусот број 1, отровот број 1 е отровот на алчноста, отровот на сензуалните задоволства, отровот на привлечноста. Отровот број 2 е гнев, омраза или одбивност. Отровот број 3 е отровот на незнаењето, збунетоста, отровот на заблудата, отровот на несвесноста, кој чинам, за жал, овде многу често го практикуваме. Овие три отрови одржуваат вртење на тркалото на страдањето, или самсарата. Може да се открие дека внатрешната рамнотежа произлегува повеќе од намалувањето на овие три отрови, отколку од постигнувањето на целите кои ќе ги работиме во кластер 1. Ако сакаме да кажеме намалувањето на три отрови, би значело помалку алчност, помалку гнев и омраза, помалку незнаење, несвесност, игнорантност. За да ние видиме каде детално се наоѓаме во ова тркало, и за да видите каде се наоѓате детално во ова тркало, подолу во описот на епизодата ќе ви го оставам линкот до Инстаграм профилот каде детално ги имам обработено темата за изворното тркало, која е навистина многу опфатна тема и за која еве хинт треба да направиме посебен круг. Па ако сте заинтересирани за конкретно продлабочување, само јавете ми што сте одлучни да присуствувате и што ми имаме кворум, еве ви ветувам уште од сега ќе реализираме. Да се вратиме на тркалото кој ќе го обработиме на нашиот круг. Кога го мериме нашето задоволство во секоја област од животот, на скала од 1 до 10, навистина можеме да откриеме многу. И да бидеме искрени, тоа е понекогаш понизно. Но тука доаѓа магијата на поставување цели. Можете да видите каде сакате повеќе, каде имате простор да растете, а потоа, чекор по чекор, да поставиме јасни, мерливи цели за следната година. Овде клучот во коучерското тркало на животот е да размислувате смарт. Во смисол цели кои се специфични, цели кои се мерливи, кои се остварливи, релевантни и временски ограничени, да си дадеме некаква временска рамка. За ова подготвивме соодветни материјали кои ги добивате со учество на кругот за најдобра до сега година во вашите животи. Од тука се искачуваме во вториот кластер, каде ви осветлувам уште една од моите многу омилени алатки, која пак има корени во методологијата, многу се користи во филмската или Холивуд продукција, во смисол на оваа алатка, која се вика херојско патување, се темелат и мноштвото бајки, приказни, се темелат Марвел суперхероите и како и во секоја голема приказна, секој од нас е херој, хероина на сопствениот живот. Повикани сме на авантура, на соочување со предизвиците и на крај сме повикани да се вратиме посилни и помудри. Но има длабок личен пресврт во сето ова. Херојското патување. Кои се чекорите на херојското патување, односно кој е процесот низ кој поминуваме, што може да доведе до внатрешна трансформација? Богатство, имање, љубов, награди, одобрение, чест, статус, слобода, па и опстанок, можам да кажам. Ова се некои од многуте работи поврзани со херојското патување. Борбата со внатрешните и надворешните демони, соочувањето со суровоста на општеството, одбивањето да сте дел од картмановиот триаголник, можеби насилство, можеби перпетуирање на сиромаштија, можеби веднење глава пред несоодветни надредени, можеби немање плодна почва за раст и развој, дискриминација, неприфаќање токсичност, опирање на неквалитетни услови за живот или за работа. Сето ова символизира премин низ често предавничкиот пат на самооткривање кон зрелоста. Ако завршите, ако сте вовлечени во некоја од овие динамики, и ако завршите една од овие динамики, кои во херојското патување ги нарекуваме авантури, вие сте различни. Вие сте преродени.
Дали може би сте решиле да завршите, да окончате насилство? Дали може би сте решиле да дадете отказ? Дали може би сте решиле да бидете првата кој ќе има повисока диплома од сите предци во семејството? Дали може би сте решиле да бидете првата бизнис жена во фамилијата? Дали може би одбивате да бидете партиски член, иако тоа го правеле сите останати во семејството? Дали сте се иселиле од вашата земја? Ако било што од това сте направиле, вие сте различни, вие сте препородени, вие сте се одзвале на повикот за вашата лична животна авантура. Овдека би рекла, вие почнувате да одговарате на вашата потреба, на потребата на вашето бидие да се индивидуализирате. Понекогаш од оваа авантура и веднаш сте надворешно различни. Може би и луѓето од надвор ви го кажуваат тоа, но секогаш и првенствено внатрешно се менувате. А со тоа ја менувате и материјалната и физичката реалност во која функционирате, постоите, создавате, бидувате. Овде, во овој кластер, ќе го истражиме значењето на чекорите на херојското патување и ќе видиме како тоа се однесува на нашата способност да го актуализираме нашиот личен потенцијал. Едно време, пред многу години, бев на крстопат и во кариерата и во личниот живот. Знаев дека нешто треба да се промени. Но ајде, кој да го направи првиот чекор? Застрашувачки. Што ќе менуваш? Што ќе менуваш сега? Што ќе ти е тоа? Каде ќе се селиш? Како ќе правиш нова професија? Целоживотна школа, ука, посветено, се ќе фрлиш. Немој. Можев да слушнам од околината. Кај мене првиот чекор кон моето собствено херојско патување беше, како што сега гледам од оваа перспектива, својствено за процесот на зреење. Процесот на зреење, херојското патување и херојското патување се поклопуваат со тоа што одговарањето на повикот на херојското патување е чекор кон зрелоста. Е првиот чекор кон зрелоста, првиот чекор кон напуштање на детството и прифаќање на возрастниот јас. За да ви доловам кусо, понекогаш и за многумина, веројатно, еден од моите чекори ќе е одскочна даска или самата по себе херојска авантура. Кај мене првиот чекор кон моето собствено херојско патување беше многу радикален и како што спомнав, согласно и годините кои тогаш ги имав веројатно. Па, например, се одселив од кај родителите. Родив сама дете. Основав организација. Основав фирма. Дадов отказ од работа. Почнав од минус, не од нула. Па еве и скорешни чекори кои одговара на мојот индивидуален повик за авантура. После 9 години повторно решив да станам мајка. Не на едно, туку на 2 последователни бременности едно по друга и решив да станам мајка на 3 деца. Иако претходните 9 години некој ова да ми го кажуваше, немаше да му верувам. Ја трансформирав организацијата во мрежа организации. Па друг. Во фирмата мојата фирма доби сосема нова дејност, ново поле за раст и развој. Сето ова се одговори на вашиот личен повик за вашата индивидуалистичка авантура, херојска авантура. Напуштањето на комфорт зоната е застрашувачки, но кога ќе кажете да на собствениот животен повик, одите напред. И секој предизвик што следи, неуспеси, пречки, предизвици, сите тие се дел од патувањето да станете поотпорни, поспособни и поверни на себе си. Во моментот кога враќањето дома, како што не учи патувањето, ќе го освестите, интегрирајќи ги сите овие тешко стекнати лекции, можете да заклучите дека вие ја живеете вашата херојска авантура
или дека сте на правиот пат на вашето херојско патување. Ние и покрај тоа што поставуваме цели со самото херојско патување ќе ги поставиме, преку овој круг ќе ја прифатиме и приказната на трансформација, нели? Волшебно е. И на сите нас ќе ни е достапно ова волшебство преку овој 4ти круг за квинтастична нова 2025 година. Кога сме кај начинот на размислување, се доближуваме до формулата за манифестација на изобилство. Ако целта ни е на овој круг да негуваме моќен и изобилен начин на размислување кон богатството, кон имањето, има неколку нивоа на манифестирање на богатство, изобилство, финанси, и ние на овој круг ќе се осврнеме на 3 нива. Материјалното ниво, или она кон кое целиме, одговара на прашањето како? Како да дојдеме до ова финансиско богатство? Ова е ноу-хау. Ова се финансиски табели, ова се таймлайни, ова се дедлайни, за ова зборува книгата 5 O'Clock Club. Ова се hard skills, ова се способности, вештини и дипломи. Овде стапува на силата на волјата, дисциплината и вештините, што е во ред, во одредена фаза. Но тоа не е се. Напротив, ова е само мал дел од она кој не носи до живот во изобилие. Следното ниво е менталното ниво, и менталното ниво е она ниво за кој има многу обуки. Ова ниво одговара на многу прашања. Што, кој, кога, каде, колку. Ова се soft skills вештини и ова е нешто кое многумина го предаваат кога зборуваат за финансии. Они ќе ви кажат дека е се во главата, они ќе ви кажат дека еден е начинот на кој банките ги читаат финансиските состојби. Ова е нешто кое кога ќе ви објаснуваат тренерите за овој вид на финансиски просперитет, да речам, ќе ви кажат да се фокусирате да работите мудро, а да не работите многу, например. Ќе промовираат закон за привлекување до одредено ниво, ќе ви учат да вибрирате богатство и да создавате афирмации. И за некого ова навистина ќе отвори синхроницитети. И ова е исто така како и материјалното ниво, до некаде окей, до некаде. И ова е нешто што секако ќе ве помрдне од мртва точка и е во ред да го практикувате, но многу ми е важно да бидете свесни дека ова не е се. Ова ќе ве мотивира можеби да преземете акција и тоа секако ќе носи плод. И тоа е во ред. Но мене ме интересира едно од најдлабоките нивоа на материјализирање и манифестација на изобилство. Ова е спиритуалното ниво. И ова ниво е ниво кое ве позиционира за манифестирање на изобилство без разлика како ќе одговорите на претходните материјално ниво и ментално ниво. Доколку спиритуалното ниво го решите или се во темелите во него и научите како да го работите, менталното и материјалното ниво сами ќе се позиционираат и ќе се подразбираат. Спиритуалното ниво одговара на едно прашање. Одговара на прашањето зошто. Која е целта на ова што го правиш? И тука се враќаме на квинтастичната формула, а квинтастичната формула не упатува, следи ја својата животна страст. Она кое го работиш, не го работиш за себе си, не го работиш за лично добро, не го работиш за его, го работиш за општо добро. Практикувај ја темата за која си инкарниран баш во овој живот, или од кога ќе најдеш својата животна страст, од кога ќе допреш до својата херојска животна авантура, од кога ќе се поврзаш со неа, ќе можеш да практикуваш темата за која си инкарниран во својот живот и тогаш само ќе треба да ги пратиш синхроницитетите. И штом си на овој пат, почнуваш да материјализираш, почнуваат да се средуваат и менталното ниво, или ќе почнеш и да вибрираш богатство, и да создаваш, и да бидеш дел од законот на привлекување, но исто така и ќе си свесен како го правиш тоа, или ќе се вратиш, или ќе го ставиш во функција и материјалното ниво, без директно да го правиш тоа и само тоа, или ќе ги практикуваш своите хард вештини кои ги имаш,
сам ќе почнеш да стануваш во 5 часот наутро, сите работи ќе се подредат. Сега, овдека има и можности и прилики. Овде работиш својата животна страст и допушташ околностите да се појавуваат сами. И кога ќе се појавуваат околностите, ја имаш свесноста да бираш која околност ќе ја јамнеш. Некогаш тоа ќе биде твојата околност, а некогаш тоа ќе биде околност која се манифестира за некој друг во твојата околина. И многу е во ред ова да го освестуваш и да си свесен за ова. Следи ја страста не значи да ги следи желбите. Желбите се егоистичните и себични желби кои се однесуваат само за твоето лично добро. Животната страст, дел од твојата херојска авантура, е придонес кон подобар свет. Заради ова, ни е исклучително важно да ги откриеме, да ги освестиме и да ги продлабочиме првите 2 сесии. Заради ова ни е важно тркалото на животот, заради ова ни е важна херојската авантура. Без ова нема ништо. Сега, ајде да зборуваме за моќната алатка, за растење, за трансценденција, да речам, и за системски созвездија. Откако ќе ги решиме овие 3 сесии, ќе можеме да се префрлиме на системски созвездија и оваа практика ја истражува нашата системска динамика, идентификувајќи скриени образци кои влијаат на нашите животи, и за многумина ова може да биде нежен, но многу моќен начин да се соочиме со повторливите проблеми кои не кочат во животот или кои не ни даваат да ја живееме нашата херојска авантура. Една работилница со созвездија на која бев домакинка, една учесничка откри дека незината климава самодоверба извира од историјата на незиното семејство, кое низ генерации пренесувало пракси на несигурност и пожртвуваност. Ова беше клуч зашто таа не можеше да ја перформира на работното место согласно задолженијата и капацитетите кои реално ги имаше. Ова се оние на материјално ниво. Ова е ноу-хау. Жената знаеше како да ги прави работите кои ги прави. Жената знаеше во кое време да ги прави, на кое место да ги прави, во кое количество да ги прави. Но не ги правеше. Зошто не ги правеше? Заради тоа што не беше разрешено ништо од спиритуалното ниво. Зошто таа не гледаше како на овој начин придонесува во светот. И ова негледање е поврзано со системското негледање кое кај неј завидовме во незиното семејство низ генерации се пренесувало како пракса на несигурност во себе и како пракса на пожртвуваност. Да речеме, во овој случај, коренот се влечеше од женската лоза и тука пожртвуваноста беше онаа која не ја даваше право на глас да одговори на собственото херојско патување. Ова беше клуч зашто таа не можеше да перформира на работното место и по неколку недели, откако го расчистивме ова, не знаете што ни јави? Ни јави напредување. Волку треба понекогаш. Со едноставно признавање на овие образци и визуализирање како излегувам од нив, таа најде длабоко чувство на слобода, заедно поставивме цели, заедно си дадовме временска рамка. Кога работиме со звездија, работиме повеќе отколку работиме сами со себе. Не е баш така. Почитуваме и трансформираме цела лоза. Се ослободуваме себе си да создадеме нови приказни кои ги рефлектираат нашите собствени вредности, без ограничување од минатото, и заради ова можеме да дадеме одговор на нашето лично херојско патување и можеме да се кондиционираме со начин на размислување и манифестација на живот во изобилство. Заради овие брзи и клучни промени и почнав вака интензивно да ги додавам во мојата огромна работа и системските созвездија, кои секако се само мал дел од мноштвото пракси, но неизоставен дел. И конечно, доаѓаме до делот кој е растеретувачки за сите нас и кој, да речам, само ќе ги втемели сознанијата до кој ние ќе дојдеме преку сите овие вежби. Ова е делот каде ќе ја прославиме нашата моќ преку танцувањето, а танцот е една толку радосна и експресивна и исцелителна пракса, што просто ми е жал што не ја практикуваме многу во нашето општество и ни сите
сите активности кои ги имаме ни овозможува да се поврземе со нашите тела, да ги ослободиме емоциите, да ја прифатиме нашата автентичност и да го отелотвориме сето ова кое ќе го зборуваме, искусуваме, освестуваме и осветлуваме во текот на претходните сесии. Сум видела толку многу луѓе кои пронашле сила, самодоверба, па дури и чувство на повторно раѓање преку танцот. Една од тие луѓе сум и самата јас. И можете да се замислите за крај на овој подкаст себе си, во слабо осветлена просторија, со затворени очи, со миризливи стапчиња, како се движите во ритмот без ниту една грижа на светот. Има нешто толку ослободувачко во дозволувањето на телото да го преземе, да ја преземе контролата, да ја отпушти контролата и само да биде дел од нешто кое зборовите не можат да го изразат. Ова ќе биде канал за ослободување на старото, за осветлување на новото и секако за добре дојде на стапнување на патеката на вашето лично херојско патување кое го започнуваме со 4-тиот круг квинтастична нова година, најдобра до сега 2025. Со интегрирање на овие 4 столба создаваме резолуции кои не се само за штиклирање на полиња штрак. Овие се алатки создадени за трансформација. Значи, еве, до квинтастична нова година, она каде што го почитуваме секој чекор од патувањето, секоја лекција и секој израз на нашето вистинско јас. Ви благодарам што ми се придруживте денес. Ајде да зачекориме во новата година не само со резолуции, со јасна цел, со јасност и со посветеност да го живееме животот во потполност. Today